Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме њоки со рузмарин, лук и сос од путер. Овде во мои рецепти сме големи обожаватели на њоките и во иднина ќе ви покажеме како самите да направите њоки. Но за овој рецепт користиме готови њоки од продавница. Њоките се мали кнедли направени од мешавина на брашно и компир. Овде ќе ги послужиме со едноставен, но богат сос од путер. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба едно пакување њоки, 2 до 3 чешниња лук, една рака рузмарин или жалфија, 125 грама путер, 25 грама пармезан, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Прво ќе го излупиме лукот и ситно ќе го исечкаме. За овој рецепт не ни требаат големи парчиња лук, зашто тој служи само за вкус. Потоа го сечкаме рузмаринот на парчиња. Сега ќе го направиме сосот. Растопете малку путер во тава за пржење на среден оган. Не сакаме путерот да потемни или изгори. Додека путерот се топи, ставете ги лукот и розмаринот. Потоа зачинете. Мешајте на среден до тивок оган додека добиете сос. Дајте му на путерот доволно време да ги впие вкусовите на лукот и розмаринот. Доколку при рака имате жалфија, наместо рузмарин можете да ставите и жалфија. Зоврите вода и зачинете ја. Ставете ги њоките во зачинетата вода. Овде користиме њоки од продавница, но со текот на времето ќе ви покажеме како да ги направите сами. На њоките не им е потребно многу време за да се сварат, па така по 2 минути извадете едно парче и допрете го со прстите за да видите дали е сосема омекнато. Тргнете ги њоките од огнот. Откако ќе ги исцедите њоките, ставете го сосот од путер и мешајте додека сосот ги прекрие сите њоки. Време е за сервирање. Со лажица префрлете ги њоките во чинија. Зачинете со бибер и изрендајте пармезан или пекарино врз њоките. Украсете со гранче рузмарин од озгора. Овој рецепт се приготвува за многу кусо време. Можете да го завршите за 10 до 15 минути и да ги импресионирате гостите. Њоките се многу прилагодлива состојка која го поприма вкусот од другите состојки со која користите. Во мои рецепти редовно ќе приготвуваме њоки, а со тек на време ќе ве научиме како самите да ги правите. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.